Постојат многу легенди и документи како градот го добил името. Според едни, името на градот Битола му е дадено од крал Толе. Кога тој се борел за градот, тога луѓето викале Битоле. Друзи пак мислат оти името на градот му е дадено од зборо обител или живеалиште, чунки тамо имаше 72 манастири. Почетоците на неговото постоење датираат од 4 век пред нашата ера, кога се верува дека Филип II го формирал градот Хераклеја Линкестис. Тука врвел патот Вија Игнација, со што Хераклеја станала важен културен и стопански центар. Со доаѓањето на словените, и тоа од племето Прсјаци, во непосредна близина на Хераклеја, изникнал нов град. Се смета дека племето Драговити ги поставиле темелите на денешниот град. Царот Самуил ја избрал Битола за едно од своите престолнини и во неа изградил раскошен дворец. Во 1015 година византискиот цар Василий II ја завзел и Битола. Во 1382-83 година градот е завземен од турците. Кога и преземале турците нашите места, дошле и Битола да ја преземат. Лесно не можеле Битола да ја преземат, чунки крал Толјо се биел од калето. Тики бајајќи време се мачеле дури да ја преземе. Крал Толјо тогаш бил опколен од секаде. Арно ама направил еден маривет. Чунки беше го опкоал калето со штици вапцани со боја да прилега на железо. Беше курдисел и на ветер тапани да буаат во калето и се така се плашеле за јуриш да сторат.
Арно една баба разбрала оти крал Толјо беше обградил калето со штици вапцани со железна боја и тапаните на ветер му биле клаени, а тој избегал од калето. И му кажала на турците за тоа нешто. Турците и поверувале и влегле во калето да го презеле. Тајќи време се борил крал Толјо со турците, при што бил со мала војска. Од селото Буково, колку полсат, имат една тумба и се викат Порикале. Чунки на таа тумба имало во тоа време едно кале направено од крал Толјо. На таа тумба сега има лози. Пред годиње му се сонило на костета мифтарот пари во лозието. Според старите, како кажуваат, таму било азното на цар Толја. Мнози на тоа азно го барале, бреи френци копале тамо, ем со царски ферман, ама никој не го нашол, ни пак ќе го најдат. Чунки било заречено од крал Толја, за кој знаит кога да се најде. Проклетата баба што кажала калето од Толја, пак таа го предала и големиот манастир Свети Ѓоргија за да го најдат и да го преземат. Тој манастир бил сегашната џамија што е во Битола кај Овчки пазар. Во тој манастир имало 400 калугери, од која видоа калугерите оти турците го нашле манастирот, затвориле портите и наточиле остро сабјите и ножеите. 500 души турци на јуриш беше му влегле во манастирот. Ама калугерите, при се што биле набожни, беа исекле сите до еден. Главатарот од турците многу се беше налутил и прати голема сила да така го беа освоиле и тој манастир. Сегде кај што преземале турците градови во тоа време, ретко во град расипале црква или манастир. Чунки биле набожни и се боеле од светецот. Ама во град Битола не се боеле од 72 светци што биле во црквите, чунки биле се налутиле многу на калугерите дека и погубиле 500 мина турци што биле влегле во големиот манастир. И така, од кои освоиле сите манастири, турците беа расипале сите и на секој манастир направиле по една џамија.